Александър Галовски со All My Love на Play Radio на 12 минути после 12 часот, кога продолжуваме на тема музика после многуте успешни интернационални настапи во најпознатите ноќни клубови и музички фестивали ширум светот. Еден од најдобрите и најуспешните македонски диџеи и продуценти, Александър Галовски ќе направи голема open air журка на летна сцена Сиеста во Струга на 29 јули. На оваа журка траките со милионски преслушувања на Spotify ќе бидат дел од сетот и на тој начин Струга ќе пулсира во нивниот ритам. Журката што ќе го одбележи ова лето во Струга ја најавуваме токму со Галовски, кој што во моментов го имаме на линија. Здраво, Александар, прв пат ни сте гостин, па еве можност најпрво да ги поздравите сите стружани, секако слушателите на Play Radio. Здраво, поздрав за сите слушатели на најдоброто радио во Струга и Охрид. Посебна чест и задоволство е да споделиме убави братски новости на вашата фреквенција за прв пат. Фала ви за медиумската поддршка за мојот настан на 29 јули кај вас. Се надевам дека сте спремни и имаме доста ексклузивен материјал кој ќе го презентираме вечерта. Така, секако дека сме спремни, но за концертот, односно за оваа журка ќе зборуваме малку подоцна, ќе се осврнам на вашата кариера. Најпрво кажете ми какво е чувството да се биде светски познат диџеј од една мала земја како што е Македонија. Вашите изданија се редовно на светските топ листи и плейлистите на најголемите светски диџеи како што е Тиесто, Дейвид Гета, Мартин Гарикс и други. И како успеавте всушност да стигнете до тоа да имате поддршка од овие светски музички имиња? Искрено не се опишува чувство да доаѓаш од земја малечка, толку голема како Македонија, а да имаш пристап до лигата од твоите детски идоли, да имаш нивна поддршка, посебна доза на емоции, радост, среќа и инспирација да го живееш до детскиот сон. И искрено секогаш го кажувам тоа и на сите идни генерации на диџеи кои доаѓаат од земјава. Стојам позади тоа дека се во животот е возможно, да го навистина го сакате, имате искрена љубов и амбиции, само потребна е дисциплина и истрајност. Стигнав до интернетот, е една прекрасна алатка која се надевам дека сите ако ја користиме разумно, дека може да стигнеме до контакти на дури на најголемите светски диџеи. Така беше и случајот со мене. Првото моје издание како дете го испратив на Армин ван Бюрен, на контакт кој го најдов на интернет и добив негов совет од тогаш дека треба да се работи поквалитетно на звукот, да знам кој диџеј, која песна би ја вртел и така останат во контакт со сите тие диџеи од самите почетоци. Така, навистина прекрасно, дури еден филмски искрен почеток. Досега имате настапувано во Токио, во Сингапур, во Банкок, Осло, Хамбург и на многу други светски дестинации, секако во Македонија. Ајде да ја направиме таа паралела, колку е нашата земја всушност тло за електронска музика, дали сметате дека ве почитуваат доволно и секако какво е искуството во странство и разликата која што ја имате? Зборувам лично за мене како артист. Сум огромно благодарен на сетата љубов и поддршка што ја добивам од домашната публика и љубителите на електронска музика. Уште од самите почетоци на мојата кариера имам огромна поддршка домашна, првично од мојот град, од Тетово, па ширум Македонија. Ако треба да споредиме каква е македонската публика во соодност на сите дестинации во светот каде што настапувам, ние сме на врвот. Дефинитивно Македонија, кога станува збор за фестивали, е една од најдобрите како публика, а во клубовите малку поинаква приказна, затоа што мислам дека кај нас владе тоа што ќе каже соседната маса за нас, ако ние играме и треба малку да се поопушти публиката, но на фестивалите е сосема поинаква публика, но сепак мислам дека сме ние една Македонија е земја која има одлична публика, барем тоа такви комплименти слушам и од колегите кои имаат настапувано тука во Македонија. Така, убаво е тоа што сте дома почитуван, затоа што тоа некако е важно од емоционална природа. Ајде да позборуваме за настапот во Струга, што можат стружани да очекуваат на 29 јули и секако што очекувате вие од струшката публика? Минатата година имав настап за прв пат во Струга и толку бев убаво изненаден, што не ни очекував дека во понеделник, вторник имаме распродадено електронски настап во град, кај што претходно никогаш немав настапувано.
Стружани се покажаа како одлична публика, љубезни домаќини и си верувам дека следното лето обавезно ќе правиме пак некој настан и еве сме. Се дружиме пак на 29 јули, ќе може да ги слушнеме сите мои најголеми изданија кои претходно се поддржани од, како што ги набраја, најголемите светски диџејски имиња и доста ексклузивна музика од мене и од други артисти. Се надевам дека Струга е спремна, на 29 се гледаме на Сиеста. Така, факт е дека стигнавте до светските музички височини. Кажете ми дали имате уште предизвици и неостварени соништа на професионален план? Јас сум човек, сегогаш го кажувам истото, сите желби и сите замисли како артист кои ги има во животот ми се исполнија. Единствено неостварен сон на професионален план е настап на Tomorrowland, за кој имав прилика, но го пропуштив по моја вина. Не се осудувам, такви беа околностите тогаш. Но мислам дека за година-две тоа ќе биде реално, затоа што сум во блиска комуникација и соработувам со нив веќе подолг период. Така да мислам дека година-две ќе се најдеме и на Tomorrowland stage. Така, знаете што и тоа што сте го пропуштиле, велат не знаете зошто е тоа добро, можеби не било вистинското време, ете можеби за година-две е вистинското време кога треба тоа да ви се оствари. Ајде да позборуваме за сите идни планови и проекти на што работите моментално. Моментално работам на ново клубско EP, кое ќе се одржи околу 2-3 песни во зависност од успехот на моето следно издание, кој официјално излегува на 21 јули на најголемата издавачка куќа за електронска музика во светот, Spinnin' Records. Веќе премиерно ја емитуваше Греми добитникот и еден од најголемите светски диџеи Afrojack. И мислам дека до крајот на годината ќе имаме прилика да слушнеме уште 5 други изданија од мене и ексклузивно ќе може да ги емитуваме во Струга на 29 јули. Така, Александар, многу ми е драго што стигнавте од Тетово до светските звезди. Кажете ми како ве доживуваат колегите од Македонија, како пријател или како закана можеби? Се надевам дека ме доживуваат како врста на инспирација. Тие кои побарале поддршка и помош на правилен начин, сегогаш добиле подадена рака. За другите немам коментар затоа што не може да ги контролираме чувствата и емоциите како другите нас доживуваат. Можеме само да бидеме една подобра верзија од нас и одговараме за нашите постапки, нели? Е така. Така е навистина, затоа што вие можете да се надпреварувате само со самите себе си, сите ние во своите професии, единствено така ќе бидеме навистина успешни. Уште еднаш да ги поканиме Стружани на 29 јули да бидат дел од публиката на летна сцена Сиеста и секако да си набават билети на време. Јас сум Галовски, вие го слушате најдоброто радио во светот со најпозитивна енергија. Посебна чест и задоволство ми е да ве поканам вас Стружани на 29 јули на Сиеста Струга, да си поминеме најубаво и се надевам дека се спремни. После оваа најава можете да ми бидете и колега, освен светски диџеј, имате и други таленти. Се надевам дека имам прилика да го посетам вашето радио и да поделиме директно позитивни енергии на вашата фреквенција и дека ќе частите кафе кај вас во радио да споделиме како поминал настапот после 29 јули. Да, со задоволство. Мене ми е навистина жал што немаме можност да го изведеме физички овде во живо со оглед на тоа дека концертот ви е во сабота, но кафе ќе пиеме секако и ќе разговараме за вашата кариера и ќе имаме, верувам, односно сигурна сум, уште многу причини зошто да ни бидете гостин. Ви благодарам за овој разговор и се гледаме во Струга. Фала ви на вас како медиум за целата поддршка и голем поздрав уште еднаш до вашите слушатели. Се надевам дека се гледаме на 29 јули уште еднаш да подсетам на настанот и огромна благодарност за вас како медиум. Се слушаме во некоја следна прилика. Да, се слушаме и гледаме. Продолжуваме со Play Cafe на Play Radio. Станете заедно со нас, тука сме се до 14. If you want it, I'll get you plane and take the